Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе направиме едукационо видео за промена на трендови и две алатки кои што можеме да ги користиме во однос на оваа промена на трендови, во кои што едната е структурата на свеќите, односно хајке наши свеќи наместо овие нормални свеќи, а втората е TD Sequential, за која што веќе разговаравме во неколку претходни анализи за кои што слушнавте. И денеска ќе објасниме како истите се користат, што истите представуваат и како можеме да ги користиме во однос на пронаоѓање на промена на тренд од паѓачки во растечки, од растечки во паѓачки. Како и секогаш го користиме Bitcoin чартот со најголема историја во крипто светот, каде што можеме да направиме соодветно истражување во однос на овој тип на индикатори. Ќе започнеме за почеток со TD Sequential, затоа што е малку деликатен и по-комплициран за објаснување. Значи, истиот може да го најдете многу едноставно во индикатори. Значи, мене ми е ставен во умилени. TD Sequentials, користете го овојот глас, затоа што истиот е на некој начин најдобро ситуиран во однос на тоа што го видов од овие алатки. Значи, затоа верувам дека оваа верзија ќе ви се допадне и вас. Сега, откако ќе го додадете, нормално мене ми е исклучен, чисто за да можам да видам што се случува во однос на останатите индикатори. Значи, на месечно ниво е многу тешко да можеме да работиме со истиот, затоа што станува збор за значи, потребни му се малку повеќе на некој начин податоци за да може истиот да работи, но идејата е, овде ќе имаме еден бран кој што можеме да искористиме за да ви покажеме. Значи, вака станува. Идејата на овој индикатор е броење на свеќи во однос на нивното завршување. Сега, за одреден бран да можеме да утврдиме дека истиот е прекоригирано, односно дека е време за корекција на одреден бран. Значи, за да го утврдиме тоа, како што знаеме дека секој бран не може да се движи само надоле, нормално. Мораме да дојдеме до момент каде што ќе имаме одредена корекција надолу. Сега, во досегашните истражувања со TD Sequential се утврдено дека доколку имаме 9 напоредни свеќи кои што истите се со поголема завршна вредност од четвртата позади. Значи, да речеме доколку ова е првата која што почнала со тренд нагоре, и истата видиме, значи, незината крајна вредност да биде повисока од 4 свеќи надолу. Значи, од оваа, така. Значи, овие се ABCD свеќи, а овие се од 1 до 9. Со тоа што втората свеќа треба да биде повторно од четвртата наназад повисока, а тоа и е. Затоа и добива втора. Доколку не е, тогаш овој каунтер се ресетира и почнува повторно од почеток. Во однос на тоа дали се движи надоле или нагоре. Значи, третата свеќа, доколку броиме 4 наназад, 1, 2, 3, 4, моментално крајната вредност на истата е повисока од таа. Четвртата, во овој случај, од оваа свеќа е повисока, петата од првата и како одиме нагоре, значи секоја свеќа, незината крајна вредност по незиното завршување мора да биде повисока од 4 свеќи наназад, во оваа ситуација 6 од 2, 7 од 3 и т.н. Сега, со тоа што кога ќе стасаме на деветата свеќа, теоретски би требало да бидеме веќе во сегмент кога е потребна корекција на одредена на овој бран, со тоа што ставаме контролна линија, односно ова е контролна линија која што може да видите дека откако истата била воспоставена, овдека представувала сапорт, но ќе се вратиме надолу на дневно ниво, чисто за да видите како исто функционира на малку по-зафатена, значи по-зафатен чарт и да видите како истиот може да биде искористен. Прост пример. Значи, ова е еден сегмент од последното движење на цената на биткоин. Значи, овдека сме го добиле тоа во обратен правец, односно цената почнала да паѓа и гледаме дека цената од оваа свеќа, незиниот завршна вредност е повисока од 4 свеќи, пониска од 4 свеќи наназад. 1, 2, 3, 4. Значи, гледате, оваа цена од 43.908 е повисока од цената во која што оваа свеќа завршила 43.059. И сега надоле како се движиме, така крајната цена на оваа свеќа мора да биде повисока од 4 свеќи наназад. 1, 2, 3, 4, овде ќе имаме цена од 42.557, овде ќе имаме цена од 42.177, пониска. И како продолжува надоле, гледаме дека секој од овие свеќи е пониска од четвртата наназад. Што значи дека на тој начин му дава залет на овој бран и истиот најчесто завршува кога значи ќе достигне до 9.
Значи најчесто овие 9 свеќи на движење на цената надолу, со кое што секој од овие е пониска од 4 свеќи наназад, од четвртата свеќа наназад. Значи во овој момент добиваме корекција. И што се случува? Гледајте. Значи дури и самата свеќа индикаторот ви ја обојува поинаку, за да може да увидите практично дека станува збор за момент во кој што треба да купите и обратно момент во кој што треба да продадете. Со тоа што? Значи во овој случај доколку сте купиле овде, значи ова не може да се користи TD Sequential исклучиво како таков. Значи мораме да ги користиме сите дополнителни индикатори. TD Sequential е само дополнителен индикатор кој што ни покажува дека е време за корекција. Што не значи дека секогаш е исто, затоа што значи фундаментални вести од типот на Black Swan евенти како што беше Terra Luna не можат да го запрат движењето на бранот надоле, иако истиот ќе се ресетира, но сакам да ви кажам дека кога да речеме биткоин се движи во одреден рејдж како овде, значи е многу корисен за да, како што може видите, да знаете кога да продадете и кога да купите. И секое придвижување до 9 вас би било на некој начин знаете дека е време да купите. Со тоа што, ако можеме да приметиме дека деветата свеќа најчесто ни остава ниво ова контролна линија, која што доколку продолжиме понатаму, чисто да видиме дали истата е битна во движењето на цената на биткоин во иднина, значи ќе ставиме една бела линија на истото и гледате што се случува. Кога цената паднала под истата, направила корекција до ова ниво, кое што е утврдено на оваа девета свеќа и продолжила надолу. Тоа што сакам да ви кажам е дека најчесто овие девети свеќи кореспондираат со краеви на недели, краеви на месеци и истите уствари се левели, кои што ни покажуваат контролно ниво до каде можеме да очекуваме цената да се движи надолу и нагоре подоцна, и во оваа ситуација, да речеме во обртен правец. Значи гледате, имаме од 1 до 9, со тоа што гледаме дека цената продолжила нагоре, но ви кажува дека е време за корекција. Иако сме продолжиле уште 4 дена нагоре, ви покажува дека овој бран е спремен за корекција. Разбирате? Значи, иако продолжила цената нагоре, и овие црвени свеќи ви покажуваат дека моментално сме надвор од овој каунт, но се уште е време за корекција. Исто и обратно. Кога имаме овие зелени свеќи ни покажуваат дека сме после 9, но иако бранот се движи надоле, време е за корекција. Сега, доколку видиме, секогаш кога успеал TD Sequential да стаса до 9, сме добиле корекција во обратен правец. Иако во овој случај, например, можеме да видиме дека не е секогаш, значи, тоа е онаа веројатност која што ја зборуваме постојано. Значи, иако индикаторот ја завршил својата работа корисно, сепак оваа корекција, доколку ние сме, например, продале овде, сме можеле да продадеме многу повисоко. Но, затоа, овој индикатор се користи со дополнителни други индикатори за да можеме да утврдиме дали можеме да имаме продолжување на цената нагоре или надолу. И исто. Еве и овде, гледате, значи ова ниво каде што овој бран ни дал контролна линија, истата била испочитувана од враќање на цената до истата, пад, потоа ретестирање и продолжување надолу. Значи најчесто овие контролни бранови ни покажуваат до каде можеме да очекуваме цената да се движи понатаму кога се движиме во овој рејндж. Сега, ќе се вратиме назад чисто да видиме други примери како истиот можеме да го користиме позитивно или негативно, но ќе пробаме тоа да го направиме во овој рејндж, например, каде што кога ќе утврдиме дека сме во овој рејндж и утврдуваме дека се наоѓаме во акумулација, TD Sequential за разлика од Bull Run е многу покорисен и кога ќе се утврди дека сме во рејндж, истиот може многу повеќе да ни помогне во однос на scalp trading. Сега, значи да започнеме и да видиме каде сме имале 9 и да видиме како се одвивало сето тоа. Овдека, например, гледате, овој пат од оваа свеќа 1 успеал да стаса до 9 и оваа свеќа ни покажала дека е време за корекција нагоре. Со што, доколку сме купиле кога оваа свеќа, например, завршила, ние би можеле да, чисто да пресметаме зашто станува, значи во било кој сегмент од оваа свеќа, затоа што оваа свеќа, како што можеме да видиме, веќе знаеме дека е 9, да би купиле негде дури и на врвот до овој врв, да речеме овде, ние би биле 6% плюс. Со тоа што, не можеме да заборавиме дека, значи, корекцијата не значи дека ќе биде масивна, тоа значи дека овој бран е премногу надолу и мора да заврши со корекција нагоре, односно време е за истата да се коригира. Еве да го провериме овој бран нагоре, каде што исто така се случило. Значи имаме
успешно завршување на деветата свеќа овде, каде што доколку сме продале, гледаме дека имаме корекција на цената надолу и доколку сме продале од оваа свеќа, само момент, да речеме од деветата свеќа, значи ние со оваа корекција би биле на некој начин би можеле да влеземе повторно со на 6% пониска вредност. Сега, исто и овде, гледате, повторно цената се движела надолу, успеала да добие 9 свеќи последователни кои што на четвртата наназад се повисоки и ова друга боја на свеќата ни покажува дека е време да продадеме, сме добиле корекција. Значи се многу добри за скалп трейдинг, посебно кога станува збор за оваков тип на range bound, односно кога се движиме во одредени две, да речем, највисоки и најниски како акумулационо поле и дополнително овие нивоа кои што се ни се воспоставени овде се уствари, како што рековме, нивоа кои што и онака би ги нашли на неделно месечно ниво, а истите се контролни нивоа во однос на користење на TD Sequential. Сега, TD Sequential, како што можеме да видиме, може да се користи на било кој сегмент од чартот, на било која временска на било кој временски период и можеме да видиме дека истиот е на некој начин доста практичен. Значи, гледайте, од 1 до 9 корекција нагоре. Да видиме кога имаме следна корекција. Успешна до 9. Значи, тоа е најбитното што и оние кои што го работат овој на некој начин, значи индикатор кажуваат дека исклучиво мора да се чека ова да биде целосно направено пред да го искористиме во однос на продавање или купување, со тоа што секогаш кога имаме ваков тип на свеќи, значи дека цената продолжува нагоре и не е паметно да се продаде и обратно, цената продолжува надоле, не е паметно да се купи се уште, се додека не добиеме нормална боја на свеќите како што е овде, но чисто да видиме значи како изгледа до 9, значи се уште не овде, значи имаме успешни 9 свеќи, цената продолжила надолу. Значи тоа е поентата со оваа алатка што мораме да чекаме цената да дојде до 9. Значи мораме да чекаме затоа што истата нема да биде валидна доколку тоа не се случи. Ќе се вратиме на 4 часа, но ова е само дополнителен индикатор како што веќе разговаравме, кој што треба да ни помогне во однос на определување дали има поголема шанса, значи цената да се придвижи нагоре или надолу по одреден пат. Значи ова е рандом дел од чартот каде што имаме 9 свеќе кои што ни покажува корекцијата се случила. Потоа имаме, неуспешни 9, овдека на 7 прекинала, 7 прекинала и овдека моментално сме на крајниот дел од 7. Само чисто сакам да ви покажам дека понекогаш ќе ја користиме оваа алатка да видиме до кај сме на оние свеќи на коригирање надолу или нагоре, кои што може да ни помогнат во однос со определување дали имаме значи можност за вртење на овој бран, како што може овде да видиме. Истото се случило. 9, овдека нагоре имаме 9, контролен бран, истото се случило, истиот испочитува ни понатаму. Значи, покажаме многу примери во кои што на било која различна временска зона, во поголемиот дел од случаевите TD Sequential е доста веродостоен и може да се земе во предвид кога имаме и останати индикатори да видиме дали истиот значи има голема шанса да го сврти својот терк во одреден правец или не. Сега. Значи, TD Sequential понатаму ќе го продолжиме да го користиме во нашите анализи, со тоа што нормално ќе се надградуваме со повеќе други индикатори и сите овие ќе ни даваат дополнителни информации за да увидиме каде се ноѓаме моментално на чартот. Значи, TD Sequential е најчесто алатка за тргување и истиот е најчесто користен во оние свинг трейдови во однос на временски период во кој што сакате да тргувате. Но за разлика од тоа, хаке наши candles, значи можеме да видиме дека можеме да ги промениме свеќите на самиот чарт и тоа можеме истите да ги направиме, например, да бидат барс, односно, гледате, овдека имаме долна и горна цена каде што завршила свеќата, како и тело во кое што се движела. Тоа е првата варијанта, која што можеме да користиме, candles, оние нормалните кои што ги користиме до сега. Hollow candles, со тоа што овдека имаме разликата е само обојувањето на свеќата сама по себе. Имаме линија, односно доколку сакаме, некогаш е многу добро да се користи линијата во однос на гледање каде моментално направила корекција. Гледате, овдека например точно линијата ни покажува дека од оваа тренд линија успеала да направи корекција, кога нејасно ни покажуваат свеќите и исто така ареа, односно ни покажува како
значи гледате, практично е линија со обоено поле под неа и последната и најбитно, че ова се само на некој начин тоа е буквално само шминка, значи нема некое посебно дејство во овие значи свеќи, но за разлика од тоа хаке наши свеќите представува посебно значи друг тип на алгоритмичко представување на цената на одредено добро, со тоа што како што може да видиме, доколку го споредиме моментално овој Bitcoin чарт со овој Bitcoin чарт на неделно ниво, значи ќе ни треба не алгоритмичен, туку ни треба обичен, моментално значи на неделно ниво, чисто за да видите која е разликата. Значи, разликата во хаке наши и обичните свеќи е во тоа што хаке наши свеќите ни дава многу по детален, значи, гледате, разликата е, имаме огромни бранови, за разлика од тоа каде што овде ќе имаме најчесто наизменични свеќи. Значи, овој цел бран во хаке наши свеќите е представен како на некој начин многу по унитарно, односно значи правилата на хаке наши свеќите да ги објасниме пред да продолжиме и да видиме која е разликата. Значи можеме да видиме дека брановите во однос на промена на истите нагоре или надоле се многу по-детални и многу по-чисти. Разликата е во тоа што значи секогаш кога имаме движење на цената на одредено добро нагоре, гледаме дека долните делови на свеќите најчесто и да немаат значи фитил да речеме, односно овие VIX. За разлика од тоа, горните имаат големи, така се нарекуваат и сенки исто, така значи ќе ги нарекуваме сенки, односно свеќите имаат големи сенки нагоре, односно фитили, со тоа знаеме дека имаме континуираност на движењето на цената нагоре. Се додека не дојдеме до овие сигнални свеќи, значи кои што ќе ги обележиме моментално чисто да видите зашто станува збор, значи ова се неодлучни сигнални свеќи каде што имаме значи многу мало тело, а многу голема сенка нагоре и надоле. Значи чисто ќе зумираме да видите зашто станува збор. Значи оваа свеќа. Зошто е тоа така? Значи оваа свеќа нас ни покажува дека имаме неодлучност на пазарот, пошто можеме да очекуваме или продолжување или движење надоле како што била оваа, но што се случува кога ќе почнеме се движиме надоле? Гледајте. Значи се случува обратното. Имаме многу мали сенки на горната страна на свеќите, а многу големи сенки на долната страна на свеќите, што ни покажува дека станува збор за надолен бран. Значи тоа е правилото на хаке наши свеќите кои што се многу лесни за следење, а се многу корисни во однос на определување дали се наоѓаме во нагорен или надолен тренд, посебно на макро ниво. Значи гледајте, ова е летото во 2021 година, првиот баунс, гледате, немаме буквално свеќи, немаме сенки надоле под овие свеќи, а имаме големи сенки нагоре, неодлучна свеќа, онаа која што не знаеме на каде ќе се движи пазарот се додека не ја видиме следната, пад, неодлучна свеќа повторно, затоа што има многу мало тело, а големи сенки, раст. Повторно, неодлучна, значи гледате, многу едноставно е. Секогаш кога ќе видите оваа свеќа е време да се продаде или да се купи во однос на тоа кај се наоѓате на пазарот, но нормално, не можеме да користиме овој индикатор исклучиво за определување дали е време да се продаде или да се купи. Она што е многу битно да го видиме моментално на пазарот, посебно за Bitcoin чартот, е ова. Значи моментално се наоѓаме во комплетен пат. Со тоа што колку повеќе се намалуваат, значи овие сенки на свеќите надолу, толку поблиску се наоѓаме до оваа неодлучна свеќа која што ќе ни покаже дали ќе се движиме нагоре или ќе продолжиме надолу во однос на тоа која ќе биде следната свеќа после истата, со тоа што моментално се уште не сме дошле до таква неодлучна, односно сигнална свеќа и пазарот е исклучиво во надолна линија. Сега, значи хаке наши свеќите најчесто се користат исклучиво за определување на трендот, посебно мене ми се многу користи во однос на определување на трендот на макро ниво и доколку се придвижиме и на помали значи временски, на пример, можеме да се придвижиме на дневно ниво и можеме да видиме дека истите и овде се доста валидни. Значи гледате, имаме големи трендови во кои што истите се движат нагоре или надолу. Немој да очекувате истите да бидат комплетно исти со оној чарт кој што го имаме, нели, во нормалните свеќи, но само за определување на движењето на бранот нагоре или надолу и каде сме моментално со самите корекции се многу корисни. Гледате и на дневно ниво, значи за утврдување на движење на самиот бран надолу или нагоре е доста валиден. Истиот помага во однос на тоа каде се наоѓаме моментално на пазарот, затоа што ви покажува, гледате. Значи она што ви го кажав, имаме пат, немаме буквално сенки на горната страна, само на долната страна, неодлучна свеќа, пошто повторно пат, значи очекуваме дополнителен пат на биткоин надолу,
но не можев да го искористам овој на некој начин индикатор во претходните анализи затоа што не ми беше објаснет како едукационо видео и значи тоа е најголемиот проблем на нашиот канал што се обидуваме да направиме едукациони видеа каде што прво ќе ви покажеме како се користат овие индикатори, а после ќе ви покажеме и како истите значи да ги вклучите во самата анализа, но не можеме да ги вклучиме во анализата додека истите не сме ви ги објасниле. Затоа и се обидуваме тоа да го правиме значи професионално, прво да го направиме она видео за објаснување на индикаторот, а потоа да го уклучиме и во нормалната анализа, како што може да видите се повеќе и повеќе индикатори вклучуваме за вас. Значи ја гледате. Многу едноставно е, значи ви покажува каде моментално се наоѓаме во одреден бран и дали има шанса истиот да се коригира надоле или надолу. Затоа и рековме дека овој индикатор може да се користи во било кој сегмент од чартот и во било која, значи гледате, временски практично сегмент од чартот, но не заборавајте дека неговата практичност е многу поголема кога станува збор за поголеми временски периоди, затоа што нормално како и секој индикатор на помала значи на помал временски сегмент, истиот е многу по значи динамичен и со тоа не можеме комплетно да се осврнеме на еден таков индикатор како, нели, да ни покаже точно што уствари ќе се случува со самиот чарт. Но затоа доколку се вратиме на месечно и неделно ниво, кои што се, нели, најголемите практично најголемите временски периоди во кои што можеме да ги погледнеме чартовите, многу јасно можеме да видиме, гледајте, значи нема појасно преглед од овој на тоа дали сме во bear или bull market. Гледате колку јасно како наши свеќите ни покажуваат каде се наоѓаме моментално. Со тоа што можеме да видиме дека оваа свеќа во која што сме моментално е толку јака и оваа сенка е толку голема што можеме да очекуваме и понатамошно паѓање на цената надолу, она што веќе разговаравме во претходното видео, она биткоин анализа доколку сте ја гледале. Значи, ова е една од алатките кои што ќе продолжиме да ги користиме понатаму, која што е исто така многу моќна. Значи, самото представување на чартот на било кој, не само на биткоин, на било кој добро со хаке наши свеќите, ни покажува кога е време за практично вртење на цената нагоре или надолу и дали се уште можеме да очекуваме истата да продолжи. Значи, дури на најголемиот сегмент, гледате, значи, дури и во овој момент на најголемиот временски период, можеме да увидиме истото што веќе го разговаравме. Неодлучна свеќа, пошто промена на трендот. Овдека, исто така, неодлучна свеќа во која што има многу мало тело, а додека има многу голема сенка, промена на трендот. Неодлучна свеќа, промена на трендот. Значи, гледате, многу едноставно можеме да увидиме каде моментално е време за промена на трендот. Иако овдека имавме мала, на некој начин, шанса да се случи промена на трендот нагоре, тоа не се случи поради, нели, случувањето во светот, нормално. Дури ако се вратиме назад, гледате, на макро ниво е толку добар овој приказ на свеќите со хаке наши, што многу ни помага во однос на утврдување за тоа каде се наоѓаме. Гледате, истата ситуација. Значи, секогаш кога имаме промена на трендот, имаме буквално таков тип на свеќа. Гледате, неодлучна свеќа, промена на трендот. Неодлучна свеќа, промена на трендот. Ева, неодлучна свеќа, промена на трендот. Истото и овде, но продолжил нагоре, иако, нели, имало шанса да истиот да продолжи надолу. Значи, оно што сакам да ви го кажеме, некогаш самите хаке наши свеќи многу јасно може да ни дадат дори и без некакви индикатори, значи слика каде се наоѓаме во одреден бран и што да очекуваме понатаму од истиот. Значи, ова е бран кој што паѓа многу силно, доколку некој на пример е влезен во шорт, нема причина да излезе од истиот, исто како кога се движиме нагоре. Значи, гледате, дури доколку се вратиме на неделно ниво, исто. Се додека не добиеме ваков тип на свеќа каде што имаме неодлучност на пазарот, не можеме да очекуваме истата да се сврти нагоре, а хаке наши од моето досегашно искуство е еден од оние на некој начин индикатори кои што на вистина може да се осврнете во однос определување дали сме блиску до промена на пазарот во еден или друг правец. Затоа и хаке наши активно ќе го користиме во наредните анализи, очекувајте тоа да се случува многу често, но откако сега ви објаснивме како да се направи тоа, заедно со TD Sequential, значи истиот ќе го користиме многу по-често. Со тоа што, значи, TD Sequential, повторно ќе кажам, истиот може да се користи на многу по, значи, на многу помали, практично на многу помали временски зони,
со што истиот е на некој начин за тргување многу попрактичен, за разлика од хакераши свеќата, кој што е многу попрактичен и многу поточен на големи временски зони, како што е неделно и месечно ниво. Иако ова видео е кратко, само сакавме да ви објасниме на кратко како се користат овие две алатки и може би истите да ги користиме понатаму во нашите анализи. Се надеваме дека ви се допадна овој материјал и се надеваме дека досега ги изгледате сите оние видеа за кои што направивме, како наречам, 2 курса досега на основен и напреден. Доколку не, би ве замолиле да го направите тоа, затоа што многу е битно да го одржите континуитетот на гледањето на оние видеа од првото па наваке. Значи, јас знам дека е голем материјал, знам дека станува збор за многу часови, но верувајте ми, значи, доколку сакате да направите собствена анализа, тоа е единствениот начин. Не можете да прескокнете школо и да станете директно она што посакувате. Значи, морате да поминете како што истото го направивме и ние. Значи, зборувам за многу часови поминати пред одреден трейдинг чарт, значи, користење на овие индикатори, комбинирање на истите, различни чартови, различни криптовалути, различни тргување на берзи и слично, се додека не почнете сами да се чувствувате стабилни во вашата анализа, каде што ќе може сами да направите заклучоци за себе. Значи, ништо од ова што сме го направиле до сега не е битно доколку вие не почнете да го правите сами ова. Значи, како што може да видите, ние за нашите, ниту за нашите алатки, ниту за курсот кој што го воведуваме, ниту за анализите не наплакеме. Но поентата е што кога ги гледате нашите анализи, ние ве охрабруваме да ги правите и самите. И понатаму на нашиот канал јас очекувам многу од оние луѓе кои што на пример ќе чартаат со нас да го споделат на нивното знаење, нивните откритија со нас. Значи, верувате ми, толку многу индикатори има што не можеш да ги следиш сите. Ако го имаш група на луѓе кои што заедно работат на таквите индикатори, кои што заедно споделуваат чартови едни со други, имаш многу поголема шанса да имаш продуктивно користење на пазарот во однос на профит. Затоа и најчесто мислам дека овој курс би помогнал многу на луѓето кај нас во Македонија да се осамостојат себе си, да направат сопствени одлуки во однос на посебно криптопазарот, затоа што како што може да видите се фокусираме исклучиво на криптопазар, но сите овие индикатори, овие едукациони курсови може да бидат искористени за било какво тргување поврзано со техничка анализа, без разлика дали се тоа акции, обврзници и слично. Значи, повторно ќе замолиме, споделете овој материјал со оние луѓе кои што стварно сакаат да научат, кои што имаат време и кои што сакаат да се посветат себе си на она што може да им го обезбеди животот во иднина, па и следните генерации. И било каков контрибут од вас во однос на коментар, лайк, сабскрипција на нашиот канал, споделување на нашиот материјал ќе биде многу добреден, затоа што ова го правиме за вас и доколку истото го споделите на повеќе луѓе ќе може да го научат она што се обидуваме да ви го доставиме. Ви благодарим уште еднаш на целата поддршка, како што може да гледате, значи се обидуваме што можеме повеќе да соработуваме со вас, да добиеме идеи што сакате да гледате во иднина, што ви е потребно, каков тип на анализа, кои ни сакате да ги анализираме, тоа ќе продолжиме да го правиме во иднина. Се додека има интерес за нашиот канал, ќе бидеме и ние овде да работиме со вас, затоа што, пак ќе кажам, значи, ова е иднината. Крипто е иднината, го знаеме сите, иако посебно оние кои што се наоѓаат на нашиот канал, на оние групи со кои што се работуваме. Значи, што побрзо се интегрираме самите себе си во овој пазар кој што доаѓа, толку подобро ќе биде за нас во наредните булрани кои што доаѓаат и ќе бидеме спремни за истите да ги пречекаме. Благодариме, имајте добар ден од тимот на Crypto Gaming.